Почитувани гледачи, добро вечер. Вие сте повторно со емисијата Актуелно. Наш и ваш вечерашен гостин е господинот Илија Димовски, пратеник во Собранието на Република Македонија од редовите на ВМРО ДПМН и директор на Центарот за комуникации на ВМРО ДПМН. Господине Димовски, добро вечер. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Би додал и пратеник од третата изборна единица. Така, значи токму од нашата изборна единица. Так. Ако Пробиштип немаше пратеник од овој град, од нашиот град, вие сте застапник на правата и на барањата на граѓаните од изборната единица. Инаку сум, знаете, велешенец по потекло и по живење, меѓутоа апсолутно проблемите, интересите на граѓаните од целата изборна единица ми се прилично познати. Така, го споменавте Велес. Ова не ми беше во концепција, ама бидејќи сте посе изгледа локал патриот, како и сите ние, предлагаме ве да започнеме со она што е доста актуелно деновиве во Велес, рестартот на топилницата. Сите знаеме дека ако се навратиме наназад и вие бевте во оној голем круг на луѓе кои што штрајкуваат токму поради рестартот на топилницата. Какви се ситуациите моментално таму? Знаете како, ако пред 30 години имало големо непријателство помеѓу Велес и Пробиштип каде да биде топилницата, веројатно Велешани денеска посреќни би биле ако не е во Велес. Тогаш политиката носела одлуки, тогаш бил прилично битен политичар Страхил Гигов, Велешанец пород, без некои подетални анализи донесле одлука топилницата да се гради во Велес, а не овде, близу до Пробиштип, како што бил другиот концепт, и денеска го имаме проблемот. Секогаш кога политиката без поддршка од стручни луѓе, без поддршка од релевантни студии, анализи и проценки, кога носи одлука за толку значајни и толку комплицирани прашања, секогаш резултатите се овие кои што се. Она што е значајно да се потенцира и е добар пример за сите градови во Република Македонија, кога станува збор за толку значајно прашање, колку што е животот и здравието на граѓаните на Велес, сите политичари, Македонската православна црква, Исламската верска заедница, која што исто така е релевантна во нашиот град, сите медиуми, спортистите од Велес, глумците од Велес, значи невладините организации застанаа во еден ред и покажаа веројатно за прв пат во Македонија што значи реално граѓанско организирање и граѓанско општество. Таа битка Велешани ја водат сами, ние сме благодарни и среќни што и сите други граѓани на некој начин во Република Македонија се соживеа и го примија она што ние како порака сакавме да го пратиме, меѓутоа и сме благодарни за тоа што и претседателот на државата и премиерот на Република Македонија го верификуваа со свој јасен и прецизен став. Така, сега Велес може малку полесно да дише и Велешани. Па да, економските проблеми како и во сите други градови во Република Македонија постојат, меѓутоа како град очигледен беше ставот дека не сме спремни да го жртвуваме здравието на идните поколенија за некој можеби малку побрз економски напредок. Так. Велес и она што беше актуелно во Велес е само увертира во она што ќе го зборуваме вечерва, значи ќе се навратиме на повеќе актуелни теми во државата, меѓу кои што и за актуелната политичка состојба, значи во неа. А пред да започнеме, значи со она за кое што реков дека ќе зборуваме, предлагам да направиме една мала анализа на она што деновиве, последно, значи последниот работен ден беше актуелно во Пробиштип. Додека на едно место беше тимот на Груевски, значи скоро цела влада, пратеници од редовите на ВМРО ДПМН, директори на фондовите, на различни агенции, така на јавни предпријатија. На друго место веќе се зборуваше исто така за актуелната политичка состојба од страна на Социјалдемократскиот сојуз и присутен беше подпредседателот на СДСМ господинот Зоран Заев. Веќе на трето место господинот Љупчо Георгиевски, значи од ВМРО Народна партија, пак си го пребројуваше своето членство. Ние новинарите, колегите доаѓаме до некои констатации кои баш велиме како исто да е нешто слично време предизборие некое. Што би кажале вие за ова Пробиштип е сепак мало место со релативен мал број на гласачи, мал број на жители, а сепак 3 политички настани во еден ден. Каква е вашата анализа, баш ме интересира? Интересно е што се поклопиле 3 настани во еден ден. Може би и намерно се поклопиле. Тоа не е од наша страна. Нашата трибина, знаете дека подолг период беше закажана токму за тој период. Може би
другите политички партии оценили дека во истиот момент треба да имаат трибина во Пробиштип за да го прокламираат своето присуство овде. Меѓутоа бројот на луѓе присутни на сите три настани го кажува одговорот како граѓаните на Пробиштип, па и генерално во Република Македонија ги восприемаат овие работи. Значи, неспоредливо многу повеќе луѓе имаше на трибината на ВМРО-ДПМНЕ спрема трибината на СДСМ, а да не споредуваме со она што представуваше практично некоја мала пријателска собиранка, веројатно тоа што останало од ВМРО народна. Како и да е, оваа пракса, која што се повеќе ја гледаме во Македонија, значи поголема отчетност и поголема присутност на политичарите помеѓу граѓаните кои што ги гласале. Таква пракса до пред неколку години немаше во Република Македонија. Прва политичка партија која што ја воведе во ВМРО-ДПМНЕ, ние повеќе пати на истиот начин сме биле присутни овде во Пробиштип, меѓутоа и на многу други различни мислам дека ова е трета поред средба од овој тип. Така, и гледаме дека другите партии веќе го земаат тоа искуство и ние доброволно им велиме да го земат. Така го подобруваме квалитетот на политичкото функционирање. Ние денес деновиве во тие дебати низ градовите слушаме од граѓаните со кои проблеми се соочуваат. Многу од идеите кои што сте ги виделе како проекти на владата на Република Македонија доаѓаат токму од граѓаните. Едно не е тајна, меѓутоа не е толку експонирана информација. Проектот за легализација на дивоградбите започна на една ваква трибина во Скопско Драчево. Таму беше поставено како прашање од обичен човек. Кога тимовите на ВМРО-ДПМНЕ направија анализа и кога видоа дека тука има простор без голема штета на државата, да им се направи голема услуга на граѓаните, апсолутно го земавме проектот, го реализиравме и кажавме дека е по идеја на граѓани. Значи, тоа е една работа, друга работа, на многу луѓе практично сме им помогнале. Ние доаѓаме 40 луѓе на овие трибини, од тие 40 луѓе говорат само 4. Меѓутоа сите други добиваат задача да бидат на контакт на луѓето. Значи, тука беше директорот на Македонски шуми, беше директорот на МЕПСО, беше директорот на јавното стамбено предпријатие, беше директорот на Агенција за вработување, беше директорката на Агенцијата за патишта и ред други поситни функции кои што и тоа како многу значат за животот на граѓаните. Затоа мислам дека оваа пракса е одлична и не треба да не плаши. Напротив, треба граѓаните да бараат што е можно повеќе, политичарите да бидат помеѓу нив. Така, може би било и убава пракса, вака, ако ви гледаме сите на едно место, ама да речеме да има и некој да се воведе една новина, еден министер да се најави дека, например, 1-2 дена ќе биде присутен во еден град. Уште побава шанса граѓанинот да биде поблиску до него и да му ги пласира своите проблеми или своите иновации, своите сега да не излезе дека нешто сме разговарале претходно, токму тоа почнуваме да го правиме. Сите министри и заменици министри од редовите или предложени од ВМРО-ДПМНЕ добија агенда. И секој од нив еден ден во неделата мора да го помине во еден град во Македонија. Значи без разлика, секој министар добива распоред за наредните 15-20 недели, за да може да ги помине скоро сите градови, така и Пробиштип. И тој министар или заменик министар треба целиот ден да го помине во градот. Да има средба со невладини организации, да има средба со граѓани кои што ќе пројават интерес, да има средба со локалната бизнис заедница, да има средба со пензионерски здруженија или со било каква форма која што е пожива, поактивна во градот. Да има настап на локална телевизија, да има контакт со граѓаните и на тој начин со својата подрачна единица доколку нема подрачна единица, именуваното министерство да има контакт со здравен дом, со дом на култура или со другите подрачни единици, како би осознал реални состојби на теренот и би можел директно да помогне. Таквата пракса мислам дека исто така ќе може да помогне. Така да бидете спремни во наредните 20 недели, најмалку еднаш неделно така да имате министер или заменик министер. Так, убаво е тоа, еве не само нели за време на избори како што сме обично научени да ги гледаме луѓето од владата без нели секоја честни исклучоци како што е ваква посета на еден ваков тим нели на господинот Груевски. Убаво би било и во онака, значи обични денови да имаме присуство на тоа што треба граѓаните да направат сега е да ги
прострат прашањата, да ги извадат проблемите на вас и да бараат одговори. И предлозите, и да бараат одговори. Така. Рековме дека со вас вечерва ќе позборуваме и за актуелната политичка состојба во државата. Што мислите, што моментално ни се случува? Вака, генерално, Република Македонија се наоѓа во еден период пред одржување на прилично значаен НАТО самит. Граѓаните на Република Македонија тоа веќе не го перцепираат со толкава димензија како што го перцепира оној самит во Букурешт или тие почетни самити на Европската унија, поради тоа што на некој начин ја изгубија надежта дека нешто суштинско може да се случи на овие самити, меѓутоа и тоа како е значајно за Република Македонија. Како по правило пред одржување на такви самити во Република Македонија се размешува атмосферата, се уште има сили, политичари кои што не им мислат добро на Република Македонија, не случајно ни се случуваат меѓуетничките тензии во зимскиот период, не случајно ни се зголемува тензијата внатре во собранието. Ние сме го поминале тоа неколку пати, знаеме кои отприлика имаат интерес од еден таков развој на политичките односи, меѓутоа ќе направиме се што е во наша моќ, а прилично можеме да ги стабилизираме процесите и внатре во собранието и надвор на терен. Видовте дека ВМРО не беше од партиите кои што јава на таа меѓуетничка тензија за да добие политички поени, напротив, ВМРО беше партијата која што и со директни контакти на терен и со јасни политички пораки се обидуваше да ја смири целата ситуација, така и ќе продолжиме, поради тоа што нас многу позначајна ни е иднината на Република Македонија отколку политичкото животарање на било кој од нас. Не верувам дека сите политички партии работат по истиот принцип. Сигурен сум дека опозицијата е многу повеќе спремна да жртвува нешто од иднината на Македонија, се со цел да дојде побрзо на власт, да ја представи власта дека нема капацитет. Знаете, они одат со теза власта ги предизвикува меѓуетничките тензии. Ама е тоа нелогично. Како власта да предизвикува нешто што треба после да го разрешува? Така, да го смирува. Да си има мака со тоа. Да го смирува. Значи нема опозицијата мака со тоа, власта има мака со тоа. И они велат власта сакат меѓуетнички тензии. Како може тој што треба после да го збира ѓубрето да го растура ѓубрето? Значи тоа е нелогично. Така да мислам дека такви искричења веројатно ќе има во наредниот период и на политичката сцена, можеби и овие околности кои што ги имаме како специфичен карактер на нашето општество во смисла на неговата хетерогеност. Меѓутоа, сепак патеката е јасна, поддршката од граѓаните за ова влада е исто така значајно повисока од поддршката што ја добиваат опозиционите партии. Стратешките цели на Македонија се јасни, меѓутоа и она што значи стоење црсто на одбрана на македонскиот идентитет исто така јасен, така да сигурен сум дека состојбите ќе бидат прилично под контрола. Така. За да има еден правилен развој во една држава, односно во системот на државата, нормално е дека треба да има и силна опозиција, која што треба и да представува коректор на она што го работи власта. Факт е дека во Македонија опозицијата е доста слаба. Значи ли дека ако имаме послаба опозиција, имаме малку поопуштена власт? Видете, како што спомнавме примерот со трибините и нашето присуство на терен, така и мал милион на слични работи кои што ВМРО-ДПМН ги воведе како пракса, значат многу поголема одговорност на власта спрема опозицијата. Нашиот начин на функционирање во смисла на отчетност, присутност пред граѓаните, трудење да ги решиме максимум што можеме проблемите кои што ги имаат граѓаните, изградба на разноразни инфраструктурни објекти, реконструкција на болници, на здравствени домови, така натаму, да не набројувам конкретни примери, не е поради тоа што некој не тера да го правиме тоа. Ние мислиме дека е добро да го правиме тоа. Меѓутоа, поради постоење на еден поголем систем, добро е во Република Македонија, како и во секоја друга држава, да има силна опозиција, која што не ќе биде силна по агресија, туку ќе биде силна по насоченост. Ќе има конкретни постапки, ќе дава предлози, ќе ја притиска власта побрзо да ги решава проблемите. Ние, за жал, се соочуваме со опозиција која што има две основни карактеристики. Прво, опозиција која што е некритички настроена кон власта, туку критизерски.
Практично и кога градиме не чиниме, и кога не градиме не чиниме, и кога ги намалуваме цените на лековите не чиниме, и кога ги зголемуваме социјалната помош не чиниме, и кога ги зголемуваме пензиите не чиниме, и кога пуштаме во потреба патишта низ Македонија не чиниме. Тоа не е здрава опозиција. Тоа е тука граѓаните ја гледаат нивната неискреност. Значи да, нормално е грешките кои што ги прави секој, а секој ги прави да бидат посочени и искритикувани. Меѓутоа кога вие критикувате се, тогаш луѓето знаат дека не сте искрени. И втората карактеристика на опозицијата е немањето на желба за реформа самата во себе. Значи кога ние велиме СДСМ пред 5 години правеше вака. Всушност ние не подсетуваме на СДСМ за пред 5 години и не ја враќаме историјата за пред 5 години. Туку велиме луѓе, овие истите беа на власт. Тие што седат сега во собраниските клупи и тие што се раководство на Бихачка, се истите луѓе кои што беа на власт пред 5 години. Значи овие луѓе беа на власт, имаа можност да покажат што знаат. А тие се тркаат пак да дојдат на власт. И велиме, оваа алтернатива што СДСМ ја нуди не е добра, зашто е пробана. Знаеме дека не чини. И знаеме дека е многу полоша од било која друга гарнитура што сме имале на власт во Република Македонија. И затоа кога ние подсетуваме за пред 5 години, не подсетуваме за пред 5 години, туку праќаме опомена за по неколку години. Чи за да граѓаните не заборават кој политичар што правел, не што зборувал. Секој може да зборува празни зборови. Секој може да ветува брда и планини, туку да се сеќаваат кој политичар што правел. Или ќе ви кажам 3 конкретни примери. Испаѓа господинот Мирослав Грчев, долгогодишен функционер на СДСМ, на бугарска телевизија и вели сите овие кои што македонскиот идентитет во тој период мислат дека постоел, се дилетанти, будали, идиоти. После 2 недели тие го назначуваат за председател на Советот на основачи на СДСМ. Трошка одговорност. Па ако човекот сгрешил, тргнете го. Белким вие имате голема партија, белким имате други луѓе. Кој да го смени? Втора работа. Испаѓа едно момче младо кое што имало амбиции да биде политичар, се представува лажно, вели дека е непартиец, дека протестира за смртта на Мартин Нешковски. Всушност испаѓа дека човекот е советник на СДСМ во општина Центар од редовите на СДСМ. Прво, лаже. Млад човек на 25 години лаже пред цела јавност, пред камери. Второ, за него излегуваат во јавност фотографии, тој легнат во кревет со 30 шишиња полу испразнети од алкохол и со оружје во рака. Каква порака праќаме? Таква ли треба да е младината на една политичка партија? И сега СДСМ наместо да се огради, да го осуди таквиот чин на овој млад амбициозен политичар, тие го бранат. Цврсто стојат зад него. Не баре станува збор за син на Верушевски. Исто се однесуваат. Третиот пример. Оној тутунарот од Битола, му го заборавив името. За човекот излегува во јавност информации дека е осуден и лежал затвор за кривично дело силување. Знаете што е силување? Тие го ставаат во нивниот совет за земјоделие. Без тронка одговорност за тоа дека човеков нема кредибилитет. Тоа е слабата опозиција. Тоа е слабата опозиција. Тие не успеваат да се соберат околу принципи, околу вредности, околу идеи. Тие се збираат збир на луѓе кои што по секоја цена. Овие од А1 зимале огромни плати, не плаќале данок на државата, еден куп. Овие Заев сличните правеле по струми што сакаат. Овој имал проблем со државата заради тоа што бил осуден за силување. Овој заради ова. И нивниот идеал е неспроведување на закон. Ништо друго. Тоа ги обединува. Затоа е слаба опозиција. Така. Кога сме кај опозицијата, сакам и уште малку да посветам внимание на нејзе, мислам дека нема нели да. Да, апсолутно. Така, може уште нешто да проговориме за неа. Најавуваат дека ќе се окрупнуваат. Окрупнувањето не дојде кај нив, дојде токму во вашите редови. Видете, кога велам јас, не ги слушајте политичарите што зборуваат, туку гледајте ги што прават, е токму тоа.
Тие преку до нив блиски новинари и медиуми од денот на одржување на изборите, пред 7-8 месеци веќе, цело време пуштаа балони дека ќе се окрупнуваат. Прво пуштаа балон дека ќе се окрупнуваат со малите десни партии. Второ пуштаа балон дека ќе се окрупнуваат со овие помали партии кои што останаа во центарот, ЛДП и слични на нив. Трето пуштаа балон дека ќе засилуваат соработката со албанските политички партии, кои што се опозициони, мислејќи на партијата на Тачи и на Руфи Османи. И четврто пуштаа балон дека ќе се окрупнуваат со независни интелектуалци. И сега да видиме што се случи со сетото. Десните политички партии не само што не отидоа кај СДСМ, туку нивните поддржувачи членство во огромен број дојдоа во ВМРО-ДПМН. Поради тоа што на крај на краиштата видоа дека ако останат таму кај што се, само ќе представуваат мост како СДСМ би си ги остварила своите идеали. Луѓето честно кажа, се враќаме во ВМРО-ДПМН заради тоа што не сакаме да му помогнеме на СДСМ да се врати на власт. Сите имаме гревови во животот, сите сме правеле грешки, има и во Библијата една приказка, нека удира со камен тој што не направил грев во животот. Втора работа. Прокламираа дека ќе се обединуваат со ЛДП и со таквите помали центристички партии. Председателот на ЛДП пред некој ден го слушам, вели најголем проблем на опозицијата е Бранко Црвенковски. Тоа значи дека нема обединување. Значи за обединување. Трета работа, овие со албанските политички партии. Многу јасно последниот период и Мендух Тачи, па и Руфи Османи прати порака дека СДСМ не е силата која што може да биде обединувачки фактор на целата опозиција во Македонија. И четврта работа, од сите тие независни интелектуалци кои што ги најавуваа дека ќе се обединат околу СДСМ, всушност ние видовме Илинка Митрева како независен интелектуалец, Никола Поповски како независен интелектуалец, Таки Фити како независен интелектуалец, Софија Тодорова како независен интелектуалец, уште Димитар Бузлевски им фали во списокот, веројатно и тој е со нив, односно сигурно е со нив, меѓутоа сикат ај него да не го експонираме толку. Всушност сите оние кои што биле министри во владите на Црвенковски ни ги представуваат како независни интелектуалци кои се обединиле со СДС. Толку од окрупнувањето. И ова не го зборам за да зборам против тие луѓе. Биле министри, направиле 5 лоши, една добра работа и така натака и така натака. Меѓутоа видете ги како грубо лажат. А ако лажат кога се во опозиција, можете да замислите што ќе прават кога ќе бидат на власт. Така. Секам да поразговараме и за она што деновиве донесе радост кај многу семејства, посебно нели кај оние што во фамилијата имаат вработен во армијата на Република Македонија. Значи зголемување на можноста да останат во армијата, во редовите на армијата на Република Македонија, значи за професионалните војници зборувам, до 45 години. Потоа оние кои што деновиве веќе се заинтересирани или веќе можеби аплицирале за куќа или за стан, значи за субвенционирање на кредит од страна на владата. Потоа и сами споменавте за откупот на дворните места. Потоа за намалување на минималната плата, за намалувањето на ДДВ-то на одредени суровини и да не ги напомнуваме понатаму другите. Додека доаѓав на кај прочитав една вест дека во Хрватска данокот на додадена вредност се зголемен од 23 на 25%, а таму само што дојдоа на власт социјалдемократите. Значи тоа се случува кога доаѓаат левицата на власт, се зголемуваат даноците. Во Република Македонија оваа власт не само што ги намали даноците, персоналниот данок, данокот на додадена вредност, туку драстично ги зголеми и сите услуги кои што ги нуди врз база на тие прибрани даноци. Вие набројавте неколку мерки кои што се тазе, кои што се од последниот период. Меѓутоа, ако почнете да се сеќавате на сите мерки кои што се применети во овие 4-5 години, ќе сватите дека станува збор за стотици. Така, да не ги спомнеме субвенции кај земјоделието, ова ќе спомнам првата, намалување на персоналниот данок и на данокот на доход од 15 на 10%. Так. Со што Македонија стана држава со најмал рамен данок. До овие последни. За накратко за сите по неколку збора. За професионалните војници, посебно во источниот дел на Македонија, голем е
интересот за оваа Затоа работа. прво го кажав. Многу луѓе од Крива Паланка, од Кратово, од Пробиштип, од Виница, од Кочани се дел од војните структури на Република Македонија. Ние сме сигурни дека во многу фамилии уште десетина години ќе внесеме мир, ќе внесеме сигурност. Прва работа, меѓутоа не заборавајте дека и долната граница е подигната од 23 на 25 години. Значи, досега за да конкурирате во армија не требаше да имате повеќе од 23. Така. А сега можете да конкурирате ако не сте повеќе од 25. Значи, се зголемува обемот и на луѓето кои што можат да аплицираат за да станат професионални војници, зашто секоја година државата си прибира нов број на професионални војници. Откупот на државното на дворното место, легализацијата на дивоградбите. Вие во урбаните градови, не зборам за малите рурални места, во урбаните градови, како што е и Велес, како што е Штип, Пробиштип, Кочани, повеќе од 50% од индивидуалните, од куќите, беа дивоградби. Тие луѓе има фактички имот, а не беше нивне. А формално нема. Нити во банка им го признава како хипотека, нити може во наследство да им го остават на своите деца и така натака и така натака. Ние го решивме. Наместо да плаќаат 1000 евра, луѓето со по 100, 200, 300 евра си ја завршија таа работа. И ред други мерки, минималната плата. За прв пат во Република Македонија секој може да се чука во гради. Меѓутоа сите биле на власт. Оваа власт е прва која што воведува минимална плата во Република Македонија како гаранција од државата. Жално е што опозицијата, наметнувајќи конфликтност, кавги, тензија во собранието, меѓуетнички тензии надвор на теренот, успева да ги препокрие овие позитивни мерки. Так. Во Република Македонија повеќе сме спремни да дискутираме дали некоја луда глава во некое село направила глупости, за тоа една недела да зборуваме, отколку за тоа колку професионални војници во Република Македонија ќе го видат бенефитот од оваа мерка. Меѓутоа, тоа е политиката и мораме да се сочиме. Така. Директор сте и на Центарот за комуникации на ВМРО ДПМН. Често сте присутени на пресконференциите од вашата политичка партија, пишувате колумни, јас често ве читам, така. Значи во Дневник, нели, таму се вашите колумни. Е така. Имате честа комуникација со новинарите од разните медиумски куќи. А како оди соработката? Дали сме тешки ние од колегите, еве мој од нашата фела? Вака, вашата фела е интересна категорија. Јас стекнав многу познанства, многу пријателства тука. Исто така со многу луѓе не успеавме да се пронајдеме во целата работа, меѓутоа тоа е разбирливо. Јас на никого не му се лутам. Она што би сакал да го потенцирам е една работа, а тоа е искреноста. Има новинари кои што се искрени, без разлика дали се искрени во својата објективност или во својата необјективност. Значи има новинари, поголемиот дел од новинарите се објективни и се трудат да бидат објективни и да бидат разумни и да представат своите тези врз база на аргументи и докази. Има мал дел од новинарите кои што се необјективни. Меѓутоа јас и од нив дел ги ценам. Оние што се искрени, што кажуваат да, нема проблем, јас идеолошки припаѓам на левицата или идеолошки припаѓам на десницата. И јас мислам дека оваа власт чини или не чини. Меѓутоа се идентификуваш и кажуваш зошто го правиш тоа. Најголем проблем имам со оние новинари кои што се представуваат за објективни, а всушност се необјективни. Односно работат под директива или во соработка со партискиот центар на Бихачка. Таквите новинари се тие кои што успеваат понекогаш да фрлат негативно светло за целата фела. И тука ќе кажам, не е работата на политичарите да ги посочиме тие. Работата е на самата фела да изнајде систем и сила внатре во себе, дали преку Сдруженијето на новинари, дали преку саморегулација позната во многу европски држави, да ги посочи тие примери како негативни, за да можете да функционирате со доверба во граѓаните. Знаете дека според анкетите, втора категорија на луѓе на кои граѓаните не им веруваат, прва се политичарите, нормално, втора се новинарите, а тоа не е убаво. Тоа не е убаво. А ако можеме да наброиме стотици и стотици примери на политичари во овие 20 години кои што ја излажале македонската јавност, тоа не можеме да го кажеме за новинарите, или можеме да кажеме 5, 10, 15, ограничен број. И сега тие 5, 10, 15
Луѓе толку негативна слика представуваат за да може да го покријат лажењето на 100, 200, 300 политичари. Меѓутоа тука е апелот до вас како новинари да си знајдете начин внатре во фелата, внатре во здруженијата ваши, да си направите систем на саморегулација за да може конечно во Република Македонија да ги двоиме работите, што е цртно, што е бело, што е аргументирано, што не е аргументирано, што е вест, што е коментар, што е лично убедување, што е пренесено мислење и така натаму и така натаму. Така. Кажите ми, што ќе биде најинтересно деновиве во Собранието на Република Македонија, да не зборуваме за оние жестоки дебати кои што ги имавме пред неколку денови? Па во Собранието на Република Македонија тековни работи се случуваат. Последна најдинамична дискусија беше она за интерпелацијата за министерката за внатрешни работи. Јас мислам дека тука опозицијата со застарените тези кои што веќе по трет пат се обиде да ги пласира не успеа да ја убеди јавноста. Како куриозитет би сакал да ви спомнам, Хрватска веќе еднаш ја спомнавме. Сега се смени власта во Хрватска, а во претходниот мандат од 4 години немаше ниту една интерпелација во Собранието против било кој министер од претходната влада. Ниту една интерпелација, иако имаа страшни корупцијски скандали. Ниту една интерпелација. Меѓутоа опозицијата во Хрватска успеа да ја сруши власта. А овие кај нас ги штанцаат интерпелациите еднаш месечно. Како ќе им дојде? Овој пат ќе ги изнервира некој министер зашто дал добра изјава, направил некој проект, против него интерпелација. Ние стотина интерпелации во овие 6 години, 7 сме поминале, ама власта не се менува. Значи не сваќаат дека не е финтата во тоа. Треба да го сменат дискурсот на размислување, на функционирање, како што кажав, да се обединат околу принципи и идеи, а не околу непочитување на закони, и така ќе може да направат промени. Инаку се другиот дел се тековни закони од областа на здравствената заштита, доминантно од областа на работните односи, со кои што во поодделна смисла им се даваат одредени овластувања и на работниците и на работодавачите за да се дорегулираат односите. Тоа се закони за кои што со задоволство ќе потенцирам дека се плод на меѓусебната комуникација и договор помеѓу здруженијата на работодавачите, помеѓу синдикатите и владата на Република Македонија како трипартитен систем на договарање на тие односи. Така, овде некаде јас би ја завршила емисијата, само на крај, ако ми дозволите, ќе ве прашам и нешто приватно. Познат сте како еден од најчестите дискутанти во Собранието на Република Македонија. Председател сте и член сте на повеќе комисии, значи собраниски. Сте посетиле многу земји, исто така сте љубител на височините и на природата. Да, не очекував дека ќе. Не очекувавте, добро, ова не беше нели во договорот. Како наоѓате време и за тие слободни активности? Значи тоа шетањето по планини е изваредна работа. Тука не е само наоѓање време, туку и едноставно и е издувен вентил. Таа динамика на мојата работа можете да разберете дека подразбира собирање на огромен притисок, огромна нервоза која што секако не смее да биде насочена негативно, не смее да влијае на мојата работа и на мојот ангажман. Планинарењето ми е тој издувен вентил. Баш пред една недела во тешки услови со снег над коленици успеавме да се пробиеме на една од планините околу мојот град Велес. Се качивме поголемо друштво 20 на луѓе. Тоа е пасија и е хоби, не го правам пречесто. Меѓутоа секогаш кога успевам да поместам неколку работи, веројатно еднаш месечно, се качувам на некој од враговите во Македонија. Господине Димовски, ми беше чест и задоволство. За прв пат бевте во нашето студио, се надевам Велес не е далеко, Скопје исто така. Како што наоѓате во планинарењето, нели да ви биде ваш издувен вентил, јас се надевам дека и наскоро повторно ќе скокнете во пробиштип и ќе позборуваме за актуелни теми. Ви благодарам многу за. Така, ви благодарам уште еднаш. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието кое што во изминатиот половина час го посветивте на господинот Илија Димовски и на она што беше тема, значи на нашата вечерашна емисија Актуелната политичка состојба во државата. Имајте пријатна вечер.